Почитувани слушатели, денес разговор ќе водиме со поранешниот амбасадор на Република Македонија во Кралството Британија и историчар професорот Јован Донев. Енако амбасадорот или професорот Јован Донев е познавач на историјата на македонскиот народ, а исто така познавач на меѓународната политика. Повод за нашето интервју за македонската радио програма Три пати Z и за вас еве на социјалните мрежи на Facebook и на YouTube е чествувањето 150 години од реѓањето на великанот Гоце Делчев. Професоре, добар ден на вас. Добро вечер на вас и вашите слушатели и гледачи. Да, ви благодариме многу. Ви благодариме што се одваживте да зборувате за македонската радио програма овде во Мелбурн Три пати Z. Најнапред еве моето прво прашање за вас ќе биде чествувањето во петокот 150 години од реѓањето на Гоце Делчев. Беше тоа славење достоинствено или пак Македонија е поразена и Гоце Делчев е поразен со тоа заедничко чествување, бидејќи таму се двете држави, Бугарија и Македонија, на гробот на Гоце Делчев? Па добро, ја не би рекол дека Македонија завчера беше поразена со чествувањето на Гоце Делчев. Она што се случуваше тие 2-3 дена во Македонија, во јавноста во Македонија, па и нели и луѓето што беа на гробот на Гоце Делчев во Свети Спас, јасно се покажа дека огромен број на граѓани на Република Македонија го чувствуваат Гоце Делчев како свој, не го прифаќаат како дел на заедничката историја. И мислам дека можеби Гоце Делчев е едно од ретките прашања по кои што ние имаме, да речам, преќутен консензус, заеднички консензус, барем како граѓани, не како политички партии, дека Гоце може да биде само македонски. Од друга страна, ако погледнате, ако ви ги гледавте снимките, како бугарската министерка влезе во црквата и како излезе, тоа беше срамота за нејзе. Срамота што воопшто и прифати да дојде во Македонија без да биде нејзин домаќин нашиот министер за надворешни работи. Јасно покажува дека се работи за една изнасилена пропаганда за некој заедничко чествување на Гоце Делчев од страна на моменталната влада во Република Македонија, а нормално прифатена од Бугарија, зашто тоа на Бугарија одговара. Меѓутоа, мислам дека јавноста доста добро му им покажа дека такви идеи не може да поминат во Македонија повеќе. Јас сум малце оптимист, ама мислам дека не бегам од реалност. Може да мојава да звучи оптимистички, ама мислам дека не бегам од реалност. Сметате ли дека оние неколку свирежи од 100 души дека ја задоволува јавноста и историјата на македонскиот народ? Не. Кога кажав ова, ја не мислев на тие луѓе што беа таму и што го свиркаа председател Пендаровски. Ја повеќе ви зборев за она што е атмосферата што беше барем во Скопје, во Скопје, овие денови бев само во Скопје, и она што се случуваше на социјалните мрежи, што се случуваше по реакција на луѓето и така натаму. За тоа ви кажувам. Реакциите што беа по медиумите исто така, да не ги заборавиме, што беа преплавени медиумите, колумните на еден куп мои колеги или аналитичари исто така што беа напишани во тие 2-3 дена и така натаму. Значи, јас во тој аспект ви кажувам дека нема да пројде таа идеја во Македонија. Добро. По регуларен пат, нели? Не зборам ако се направи некој друго. Па добро, сведоци сме дека насилно ни се смена името на државата, сега сме северна. Не, тоа е точно, тоа дополнително влијае на недовербата. Колку и да видите во крајна линија можеби би можеле да прифатиме дека нели владата на Република Македонија има искрени намери, има свои црвени линии. Во крајна линија нели во собранието усвоја заедничка резолуција за црвените линии. Меѓутоа токму тоа што не излажа, односно еден голем број на граѓани во Македонија беа излажени со договорот со Грција и со ветувањето на претходниот премиер, нели? И затоа сега е уште поголем, како да ви кажам, уште поголема недовербата на граѓаните на Македонија кон однесувањето на оваа влада.
Тоа на нејзе ги врзува рацете, не на нас. Па добро, еве можеме да констатираме дека тука не беше ни нашиот, односно премиерот на Северна Ковачевски, пак ниту беше бугарскиот, туку пуштија така третиот тим да игра, сакам да кажам. Тоа е точно, па тоа ви кажам, затоа ви кажам дека нели прво е срамота што општо Министерството за внатрешни работи на Бугарија прифати воопшто да дојде, кога нема свој домаќин, го немаше својот колега, нели, нашиот министер за надворешни работи Османи, и мислам дека тоа беше, затоа велам, таа изнасилена посета беше, нејзината изнасилена посета, со тоа само она самата се девалвираше, ништо друго не постигна во Скопје, во крајна линија не даде ниту изјава не даде за медиумите во Македонија, а тоа што нели што не беа тука министерот за надворешни работи и премиерот Ковачевски, тоа уште еднаш покаже дека на еден стан они се трудат да она што го ветиле да го избегнат. И затоа беа толку жестоки реакциите од страна на Бугарија во однос како се однесуваше македонската влада и како се однесуваше председател Пендаровски. Имате сознание како се однесуваше бугарската влада или јавноста? Па оно што го гледа по нивните нели медиуми, што ги следам тие нивните медиуми, ви кажав, они беа исклучително прво љути на председател Пендаровски, беа љути зашто министерката за внатрешни работи го посетува Скопје кога Бујар Османи не е тука, беа зачудени како е можно да се договори заедничко учествување и најнаш врвот на македонската влада нели да замине во Брисел и така натака. Велам, тоа само покажува дека целата идеја за некако заедничко учествување на Гоце Делчев не проаѓа. Барем овде кај нас нема да проаѓа. Професоре, за нашата јавност овде во Австралија, вие знам сте присутни на македонските медиуми на секаде, меѓутоа и за нас овде. Што е Гоце Делчев за македонскиот народ, а што е Гоце Делчев за бугарскиот народ? Ајде да дефинираме. Не. Прво, Гоце Делчев за бугарскиот народ не е ништо. Значи, тука да не се лажеме. Она што е за македонскиот народ, Гоце Делчев е клучниот инструмент, ако можам така да го наречам, за градењето на македонската нација. Секоја нација се гради врз основа на митови. Некакви митови. Нели? И Гоце Делчев е токму тоа за сите нас. Он умира многу млад, познат е, бидејќи ги води нели тие, како сега ги заборев сега, таа неговата чета што е, која што патува низ цела Македонија и он е познат сегде. Имате вие многу и попознати ликови, зборам, во врвот на организацијата на ВМРО во тоа време, меѓутоа тоа се луѓе кои што се повеќе политички ориентирани или некои други задолжени имаат. Се сети в ревизионата чета Гоце Делчев за својата улога што ја има, водејќи ја ревизионата чета, проверувајќи ја војната способност, борбената собственост на четите во Македонија, он е познат, е присутен сегде. Населението секој населено место го знае кој е Гоце Делчев. Загинува млад и како дел на таа нели кој се секој се случи ако некој познат лик без оглед дали е од политика, дали е од револуционна борба или дали е од естрада, останува како мит. Гоце Делчев и заради своите идеи, и заради своите заслуги што ги има, е прифатен од македонското население и е сврзнат од ткиво околу која обединува македонската нација. И ние кога го изгубиме Гоце Делчев, ние фактички се откажуваме македонската нација. Таа е таа врзна и зашто е толку значајно. Има и други значајни ликови, ама не учествувале во формирањето на нацијата. Овој е директен, како да кажам, е генератор кој што помага да се создаде македонската нација. Па еве, нели сега ние употребуваме, и вие употребивте граѓаните, ние не употребуваме македонска нација, македонски народ. Не, јас го употребувам македонски народ и македонска нација, ја многу почесто го употребувам македонска нација него македонски народ, затоа што мислам дека македонците сочинуваат нација овде во Македонија. Меѓутоа, да кажам, право за мене тоа е изедначено, бидејќи ја секогаш нацијата ја сваќам малце поинаку, така да заради тоа, иначе не дека употребувам нешто за да избегнам или нека се плашам да кажам македонец или македонска нација. Не. Па има многу што се плашат, еве дури и новинарите кажуваат граѓаните Северна Македонија. Има многу. Мислам тоа кај нас
Тоа се согласувам дека има многу мина кои што се и некои од нив се и таа некои се плашат, некои сакаат да бидат нешто политички коректни така натака. Меѓутоа знаете што, она што и тоа е клучниот проблем за мене, зборам се за состојбите во Македонија, тоа е непознавањето, немањето на знаење кај тие луѓе. Знаете, вие ако кажете дека сте националисти или дека имате дека во Македонија постојат националистички ставови, тоа го сваќаат како не знам што. Не сваќаат дека да бидеш националист значи да се сакаш својата нација. А нацијата и државата се изедначени. Ама веќе велам има многу луѓе во последниве неколку години во Македонија кои што се јавуваат во медиумите, а немаат никакво знаење за феноменот на нацијата и државата. И за тоа и сакаат да се дотворат на политичарите. Професоре, вие бевте во Британија, во кралството, знаете што е нација, имате одлично искуство таму со политиките на Британија. Може ли нешто вакво да се случи во Британија како што се случува во Македонија? Не може нигде, не во Британија. Не може нигде. Не може да се случи дури во една Србија, во една Бугарија не може да се случи, не може да се случи на Косово. А како ќе го продефинирате ова како предавство? Треба ли да ги покажеме со прст овие што го поминаа Уставот на Република Македонија со оние плюс 8 од ВМРО, ДПМН, па знаете референдумот беше исто така одржан. Тоа го кажува предвадено, имаше трибина Левица, партијата Левица имаше по 150 години. Знаете што е проблемот? Проблемот е што ние прво мораме да имаме пред дека 30 години се мал период за историја на една нација или да речам сега на една држава за да научи како да гласа и како да се однесува за време на избори. Ние во принцип гласаме против некого. Знаете. А не за себе. Но она што ни се случи со промената на Уставот и нели и покрај неуспешниот референдум и покрај силниот притисок на јавност, тоа покажува уште она што е најважно нешто што не може да се случи во развиени демократии. А тоа е дека кога се појават, пазете, за ниједна демократска држава ниту крајната левица, ниту крајната десница не е закана. Најголема закана за секоја една демократија е кога се појават на чело на државата луѓе кои што немаат морал, луѓе кои што лажат. Не можете да се одбраните, не постои инструмент освен недоверба на влада да предизвикате промена на тие ликови. Нас токму тоа ни се случи. Нас ни се случи дека на чело на владата и во владата се зборуваме, генерално речам, владата ја презедува луѓе кои што немаа никаков морал. Ниту имаа патриотски чувства кон Македонија, а уште пострашно ниту морал да бидат честни во она што ќе го кажат, него цело време лажеа. А ви знаете, прашањето на политиката не може, како да кажем, обичен граѓанин детално да ја знае политиката, тој има други преокупации во животот, а не да седи да слуша што збори премиерот и така натака. Меѓутоа, за жал, и нормално, некои луѓе беа излажани, некои беа нели подкупени, кои што знаеме, и ни се случи тоа што ни се случи. И затоа велам и ова што сега, пак ќе кажам, може би грешам, ама не верувам да грешам во проценките, ова што сега ни се случува со Гоце Делчев, покажува дека више таа приказна нема да пројде во Македонија. Професоре, денес го слушавме директорот на Институтот за национална историја, нашиот колега Драги Георгиев, даде изјава за Слободна Европа, за радиото Слободна Европа и изјави дека го очекува една тешка, мако трпна работа. Што толку работи Драги Георгиев, нашиот колега? Што толку не слушам. Што толку многу работи? Што е таа работа? Па добро, он е, знаете, он е директор на Институт за национална историја, има таму нормално врски, има дневни, плюс тоа како и секој професор мора да има и проект. Он е член во академијата, така да претпоставам дека е доста зафатен. Не, работа зборува за комисијата. Па тоа е, пазете, сега, ако збориме од
како да кажам, од она што би требало да биде работа на работа, тоа е исклучително тешка работа у комисијата. Затоа што сметате ли таа комисија за научна комисија или да, научна? ако сега до сега ја мислам дека таа комисија се држи до она што е наука историска и затоа се толкова и големи недоразбирањата, затоа не може да постигнат успех. Ние фактички немаме успех, ние имаме за не знам колку се 4 лика историски личности за кои што имаме постигнато консензус за учебниците во училиштата. Немаме ние постигнато на голем напредок таму. Па исто не е ли то сепак многу еден Кирил и Методија да се отстапи на бугарите, кога тие никогаш во историјата не го имале ни Солун. Па јас она што го знам, веќе ја ги немам Солун, вие сте историчар, Солун никогаш не бил под контрола на Бугарија. Знаете што сакам да кажам, значи ја ги немам видено записниците од тие состаноци да може да ви кажам што точно е договорено. Меѓутоа моја претпоставка е, така, знаејќи како мислат колегите, ние и до сега со Кирил и Методи имавме заеднички чествувања. Па добро, Кирил и Методи е се во символите на Словачка. Тоа е празник на оваквото. И присвојувањето на Кирил и Методи и од бугарска страна и од македонска страна ќе предизвика реакција кај други држави. И мислам дека компромисот тоа предизвика Словачка реагираше, ако се сеќавате. Да. Тоа велам, предпоставувам дека компромисот околу тој лик е постигнат на тоа дека се формулацијата предпоставувам дека ќе биде се работи за византиски благородници кои што вршат превод на Библијата на старословенски јазик. Ама немој да ме држите збор, предпоставувам дека таа ќе биде варијантата што ќе се употреби, а нема да се употреби дека се македонци евентуално или бугари, зашто па и ние не знаеме по етничко потекло, ако воопшто може да збориме во тој период за етничко потекло, што се. Меѓутоа мислам дека ќе се најде таква формулација некоја. Па добро, во денешното интервју за Слободна Европа, Драги Георгиев зборува дека Бугарија како нација постоела или некаде од средниот век, седмиот век, средновековниот. Како држава или како нација? Да, го употребува зборот како нација, ајде за јавноста, вие ќе објасните, јас знам, меѓутоа за јавноста, кога се сформираа нациите? Па сега треба точно да превериме дали интервјуто ја го немам чуено тоа интервју, го немам погледано. Па денешно е тоа. Да, дали е тоа на македонски јазик е? Да, на македонски јазик е, во канцеларијата негова е направено. Аха. Значи, она што јас можам да го кажам сега, не знам што колегата Георгиев мисли кога употребува нација. Значи, прво имаме неколку, за мене зборувам сега, има неколку фази кога зборуваме за развојот на нациите и национализмот на Балканот. Па еве и во Европа да го земиме тоа. Па тука имаме една, да, може и да кажам и тоа, мислам дека тоа исто. Европа, да. Не, мислам дека е многу важно тука да се направи таа грешка, да се потенцира една грешка што е направена во балканските историографија. Ма да почнеме од почеток. Така. Значи, формирањето на првите средновековни држави на Балканот. Тие си имаат своји имиња, како имиња тие се наметнуваат меѓу граѓаните, меѓу населението кое во тоа време. Меѓутоа имате во предвид дека се работи за феудална класа и огромен број на селско население. Селското население генерално нема национална свест, а народностната свест му е флексибилна. Зависи како ќе го нарече неговиот, да речем условно, водач, меѓутоа како ќе го наречат и јабанџиите. Многу често имињата на народите зависат од странците, од кои што произлегуваат од самото население. Тоа е едниот момент. Вториот момент што мораме да го имаме во предвид, дека во времето, значи негде 6-7 век, ние имаме доселување на, па да речем, посериозен број на ерменско население на територијата на Бугарија, како резултат и на таа, како ја викаат, Јустинијанова чума. Имаме ерупција на вулкан во Италија и така натака. На Балканот има едно десетина години има сериозен глад. Населението се намалува драстично и Византија
која владее со Балкан во тоа време, или Источното Римско царство, да бидам попрецизен, кога владее со таа територија, мора да донесе работна рака. Тоа е феномен. И тој феномен, и третиот феномен кој што треба секогаш да го имаме во предвид кога зборуваме за средновековните балкански држави, без оглед дали е тоа Бугарија, дали е тоа Србија, дали е тоа и Македонија или така, и мора да имаме во предвид дека тие се мали копии на Источното Римско царство. Императорот на Источното Римско царство не го интересира структурата на населението, не го интересира да има од каде да зема данок, нели? И да има армија која што ќе го брани неговата позиција, меѓутоа кој ќе може да се брани од непријателот. Таа е улогата на отприлика на тие императори, они немаат просветителска улога како за времето на национализмот. Сега, она што сакам да го кажам во однос на национализмот на Балканот и нациите, и каде мислам дека е грешката. Ако ја спроведете, ако погледнете економската ситуација во Османската империја, или да речеме политичко-економскиот систем, тоа што ние направивме најголема грешка, зборам генерално сите балкански држави, ние го земавме теоретскиот модел на развојот на нацијата од Централна и од Западна Европа. Меѓутоа, во Централна и Западна Европа, во период негде крајот на 18-ти, средина на 18-ти, крајот на 18-ти, 19-ти век, вие имате прво и буржуазија и работничка класа. Тоа е едниот момент. Вториот, ви имате урбана класа, која што може нешто да предизвика. За разлика од тоа, ние зборуваме за население, зборам за целиот Балкан сега, кој што живее во еден режим каде што немате индустрија, немате буржуазија, немате работничка класа, немате ни урбана класа. Значи не постои никаков услов и затоа имам неколку од моите колеги кои што се занимаваат со Балканот, најголемиот дел од нив се од Западна Европа и од Соединените американски држави, каде што велат дека тоа имат и напишано во книга дека е погрешно да се смета дека на Балканот се случувале национално-ослободителни движења или револуции, туку дека се работи за социјални буни против локалните моќници именувани од султанот. Затоа што вика селско население не може да издействува револуција. Затоа многу е, како да кажам, многу е суптилно и треба се извинувам со суптилен приод да се анализираат состојбите на Балканот, ако сакаме да бидеме до крај искрени. Меѓутоа, за жал, добро, можеме... Вие го знаете исто така Балканот, кој што го знам и јас, и знаете добро дека историографиите на Балканот беа под силна контрола на комунистичките партии. На секаде зборувам, не само во Македонија или во Бугарија. Така, може да кажеме дека Бугарија не беше формирана со своји сили од себе, со Сан-Стефанската... Не. Тоа, значи, пазете, тоа слободно, значи, тоа за ова јас немам никакви дилеми и мислам дека ни еден сериозен историчар на Балканот, и па и пошироко, не само на Балканот, би рекол дека Бугарија е ослободена со сили. Значи, формирањето на бугарската, да не порешам, на бугарската народносна свест во Бугарија, меѓутоа и во делови на Македонија, е резултат на руската политика за создавање на голема Бугарија како можност Русија да излезе на топлите мориња. Значи, за време на Кримската војна, Русија ја губи таа војна, 1856 година, е Парискиот мировен договор. Со тој договор, Русија се обврзува да ја уништи целата своја војно-поморска флота. Уништувајќи ја војно-поморската флота, таа не е веќе во можност да излезе на Медитеранот. Ниту може да го контролира ни Црното море, ама уште помалку да излезе на Медитеранот. Така да, по потпишувањето на тој договор, по уништувањето на флотата, руската надворешна политика се сконцентрира на градење и создавање на голема бугарска држава како шанса да излезе на Средоземното море. Се што се случува во Бугарија во тој период, морам да бидам искрен до крај, и во Македонија, е резултат токму на оваа руска пропаганда, руско финансирање и така натака.
Ајде да продолжиме понатаму. За бугарите, она што е Гоце Делчев за нас, за бугарите е Васил Левски, Ботев и така натаму. Дајде да кажеме за јавноста. Гоце Делчев прв пат се слави некаде во 39-та година од некој градоначалник на Попови ливади таму, не знам каде беше. Инаку, еве, јас еден дел ќе образложам дека моштите на Гоце Делчев се држеа во црквата во Баница околу 4 години до 908 година на Ѓурѓовден ги зедоа, ги однесоа во Ксантика и Михаел Чаков, па од таму во Пловдив, од Пловдив во Софија, нели, кај македонскиот Илинденски дом, па на саркофагот, нели, се изгравира она дека јас сакам да почивам во главниот град, во столицата на Македонија. Тоа значеше дека во Солун, меѓутоа не беше Солун, сега Скопје, па 46-та година ги испратија моштите во Македонија. Ако нешто Гоце Делчев значил за нивната колективна меморија, бугарската, па тие, мислите вие, мислам да прашувам, ќе дозволеа илинденците и другите да го чуваат во тој македонски клуб, домот на илинденците? Јас ви кажав, значи, знаете што? Не е тоа проблем дали они ќе дозволеа за коските на Гоце Делчев се донесат во Македонија, моштите негови и така натака. Значи, оно што е исклучително важно во однос на Бугарија, дека тој период по завршувањето на Втората светска војна до доаѓањето на Живков на власт, значи Бугарија нешто што ги даде само коските и прифати дека Гоце Делчев е само македонски, нели, национален деец. Да. Таа дозволи и македонско малцинство во Бугарија. Ние имавме своји учители во Пиринска Македонија, имавме своји школи таму, имавме културно-уметнички културни центри, културно-уметнички друштва и така натака. Значи, Бугарија не треба да, значи, барањето на Гоце Делчев и барањето, нивните барања во однос на историјата се само да ги оправда, за да се оправдаат своите војни. Знаете што, ако вие, и сега не ми текно дали беше Желјо Желјев или кој рече, некој од бугарските претставители, мислам дека Желјо беше, ама не сум сигурен, Македонија е најромантичниот дел на бугарската историја. Да, значи, Желјо. Ние кога зборуваме за нивните за овој однос меѓу Македонија и Бугарија, ние треба да имаме во предвид, тоа не ги оправдува, дека бугарите имаат изгубено 4 војни за Македонија. Тоа они треба да го оправдаат пред идните генерации. И едини начин е да не прогласат нас да бугари, дека нивните војни биле праведни. Да, за да кажеме за јавноста, тоа е првата балканска, втората балканска војна, првата светска војна и втората светска војна. Втората светска војна. Значи, тоа да ви кажам. И ние сега, благодарејќи на оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз, имаме апсурдна ситуација дека поразениот Бугарија да му наметнува услови на победникот Македонија. Македонија се ослободи за време на Втора светска војна самата. Советска армија не дојде. Не дојдоа ни другите сојузници во Македонија. Ние сме една од ретките држави на Балканот што е ослободена, самата се ослободила. Да не беше така, Черчил немаше на Јалта да предложи да се формира Република Македонија во рамките на Југославија. Меѓутоа, велам, и за тоа е, како да ви кажам, дегутантно е да се зборува за бугарските објаснувања. Тие бараат начин, на кој начин нивните 4 пораза да ги, како да ви кажам, да ги представат како само жртва нивна за формирањето за обединувањето на браќата бугари. Тоа е тоа. Ниту имало... Кажи. Професор, мене ме интересира зошто толку многу се интересираат за Република Македонија, а воопшто не се интересираат за егејскиот дел на Македонија. Еве зошто не побараат споменик да се изгради во Баница, во Кукуш? Не, тоа не сме да го направат. Ви кажам. Зошто? Кукавици се или што? Зошто? Прво, затоа што во однос на ова прашање соработуваат заедно со грците. Пазете, Преспанскиот договор без исполнувањето на бугарските барања нема никаква смисла. Во тоа време грчката влада направи, како да кажам, направи компромис во однос на нивните позиции,
префрлајќи го најпрелявиот дел да го заврши Бугарија. Вие сега слушате изјавата пред колку беше 10 дена на Мицотакис дека он не признава грчко, дека он лично не признава македонски народ, македонски јазик и така натаму и така натаму. Да. Тоа беше министерот, тогашниот министер за надворешни работи на Грција, тоа го одигра, доста добро го одигра, бидејќи истиот проблем е и ке грците и ке бугарите, тоа се голема грчка или голема бугарска политика спрема Македонија, низ историјата што се водела, и грците прифатија невоljно, ама привремено само. Прифатија само промена на името или некоја нели овде минување на документи и така натака и така натака. Меѓутоа они добро знаат дека ако не го уништат македонизмот кај македонците, тоа нема да биде прифатено, кој што и не е прифатено. Освен 15 души политичари во Македонија што зборуваат за Северна Македонија, се и други ја викаат Македонија. Вие ако видите дека и на, кажете ги на јавните настапи на странците кои употребуваат зборот Северна Македонија, на нашите телевизии не иде Северна Македонија, него иде само Македонија. Значи, идејата е да се уништи македонизмот. И тоа е идејата на Бугарија. Тоа е нешто што Грција го поддржува. Јас ги следам и нивните дипломатски средби. Значи, секогаш кој е во прашање македонско-бугарскиот спор или ова, грчката страна молчи. Затоа кажам, тоа е дел на една заедничка игра, која што најпрво да го презеде Бугарија, и тоа треба да бидеме доволно свесни сите ние, дека овде не се работи, зашто после тоа, ако не успееме, ако се појават проблеми, ако почнеме евентуално, не верувам, ако почнеме преговори со Европска унија, а ако не е затворено прашањето со Бугарија на начин кој што сака Бугарија, Грција ќе ни стави утрената одма вето. Така да од ветото нема да избегаме. И од едната и од другата, меѓутоа... Да, тоа нема да избегаме. Од тие две вета нема да избегаме ние. Меѓутоа, велам, тоа е една игра која што за жал, велам, ни се случи да играат две држави во момент кога ние на начело на влада имаме човек кој што ниту е патриот, ниту има морал. Тоа е тоа. Добро, ме интересира кога рековте така, бидејќи имате големо искуство во меѓународната политика. Толку бевме заслепени да ставиме премиер во лицето на еден Зоран Заев? Знаете што тоа ви го кажав, значи демократијата и демократските процеси си бараат и големо искуство. Знаете, затоа и не е и ние имаме еден проблем. Црногорците за 14 месеци ја изгубија владата. И така така. Ние сме се уште држави кај што тие демократски процеси, тие демократски процедури многу, како да кажам, не ги сваќаме многу сериозно. Зборам сега како граѓани, како гласачи, да бидам најпрецизен, гласачите во тие држави. И ние, поттикнати од пропагандата на медиумите, нели, кој што беше, пазете, смејата на Груевски не беше дело само на шарените. Шарените не може тоа да го направат. Затоа што планот за промена на уставното име на Македонија беше прифатен и од големите сили. И тие застана, исто така знаејќи го кој е Зоран Заев, они застана за Зоран Заев, иначе не би ни застанале за него да знае дека он патриот. Па нели како коледари се наредија тогаш, се сеќавате? Да, затоа ви кажувам. Значи, и повторно не успеа. И повторно референдумот не успеа. Значи, нивните политики не успеа. Меѓутоа, проблемот беше што граѓаните на Македонија се излажа на еден човек кој што нема морал. Тука е проблемот. Добро, еве и ова вчера што гледавме, овие високи наши личности, да ја употребам она народната, човек како ги плука нив тие мисто дека врни дожд. Добро, не се ли тие свесни или така изјави од ракав на еден председател да каже дека Гоце Делчев бил бугарин? Па добро, ја за тоа и напишав една колумна, веднаш го... Да, ја читав, јас меѓутоа за јавноста сакам, да. Ја веднаш го нападнав. Знаете што, ја не знам како да ви објаснам. Проблемот е луѓето што се на власт во овој момент во Македонија. На нашите, на македонците сакам да им објасните овде во Австралија, видите? Значи, значи... Тоа е потребно, професоре. Значи, луѓето што се во изменатите 4-5 години на власт во Македонија, они дојдоа на власт така како што дојдоа, значи без да имаат парламентарно мнозинство, без
па после тоа насилно преку со помош на странци да го формира парламентарното мнозинство и така натака и така натака. Меѓутоа, тие немаат, тие дојдоа на власт, ама не знаат што да прават со власт. Знаете, они се надеваат дека евентуално почеток на преговори со Европска Унија ќе им е стабилизира на нив власт. И затоа ни цело време, ако ги слушате, вие ги слушате внимателно, ни велат ние немаме план Б. Да, Не постои државник во светот, не постои државник во светот што нема план Б, план С и така натака и така натака. Меѓутоа, значи, проблемот со нашава е тоа што они не знаат што да прават со власт. Они дојдоа да владеат, ја презедоа власт, ама не знаат што да прават. И прифаќаат на почетокот кога даде таа изјава Пендаровски, нели уште самиот почеток беше тоа, они прифаќаат све само за да добијат датум за почеток на преговорите. Они мислат дека тоа е Исусово раѓање. Не се свесни дека Македонија, ако ќе почне преговорите, мене ги интересира ни в тоа душе, дека уште 20 години нема да биде членка на Европска Унија. Дека тоа ќе бидат породилни маки. Да, па тоа велам, они и тука е проблемот кај нас. Знаете, они и втора работа, бидејќи немаат доволно знаење. Тоа не се искусни политичари кои што имаат сериозни знаења како се управува со држава и како се води држава, што е резултат нели пак и на овие 30 години, за да не бидеме само нели да само нив да ги ова, тие многу лесно наседнуваат, бидејќи нема доволно искуство, наседнуваат на зборовите на странците, знаете. Они секој што ќе им дојде во Македонија и ќе им се обрати со нивното лично име, го сметаат за пријател. Не свеќајќи дека пријател. Каде е Могерини, каде е Хан, каде се... Па тоа ви кажам, кого го интересирате више вие? Значи во меѓународните односи немате вие така лесно пријатели, вие имате пријатели. Ама ако имате 100 години, 200 години заеднички борби, заеднички интереси, моќна економија и така натака и така натака. Они постојано наседнуваат и на таа да речам тактика на странците и прават грешки. Добро, пак ќе се вртиме околу Гоце Делчев и околу, затоа што без тоа да се реши 4, сега имаме 4+1 или се уште стои она 5+1. Значи ли тоа, професоре, нов договор бугарски со Македонија? Па не, значи ќе го ставиме, да ќе го ставиме во кокошкина седелка стариот договор од пред 4 години? Па не. Значи ова што тоа што они ни го кажуваат, нели сега 5+1, нека да бидеме најпринципиелни, иако едното е остварено веќе. Да, тоа покажува дека е извршена нели ревизија на постоечкиот договор со Бугарија. А затоа што таму во тие точки што се нели таму има дека треба да се вметнат бугарите во уставот на Република Македонија и така натака. Повторно ќе кажам, тоа е дел на таа игра што се крие од јавноста и онако кажав дека постои голема недоверба кон владата, овие 5+1 точки се само ја зајакнуваат недовербата зашто нели ниту премиерот, ниту министрот за внатрешни работи не сака да кажат што точно содржат. Па дури ни во собранието министрот за внатрешни работи не сакаше да каже, се извади на тоа дека се уште се преговара, што е и точно од друга страна. И тоа се пак коректно да каже за што преговара и така натака. Бугарите сватија дека, знаете што, бугарите сватија дека нивниот генерален удар, почетниот удар што го направи владата на Бојко Борисов против јазикот, не признајќи го македонскиот јазик, не признајќи македонската нација и така натака, односно народ, они нација признаваат, народ не признаваат, они не добија симпатии од Европската унија и за тоа. И имаа потреба да дефокусираат јавноста и за тоа излегоа со овие варијации на 5+1 тема и така натака, поддржани од европските партнери нивни, дека бараат лустрација на комунистичкиот режим во Македонија, објавувањето на досијата за убиените бугари, па извадуваат тука еден куп на голем број на жртви и така натака и така натака. Крвавото коледе. Да, внесувањето на бугарскиот народ, не вели бугарите, него на внесувањето на бугарскиот народ во уставот и така натака, играјќи на човековите права и на ова, како да речам,
деидеологизација, како што они велат, на македонската држава целосно, нели? Они се надеваат дека ќе го прикриваат првичниот договор и нивните барања, и они се надеваат дека ќе ги добијат симпатиите на земјите членки на Европска унија. И ние по обичај, за да ја забрзаме као демек преговорите, ние прифативме за нив да разговараме и сега се заглавени. Добро, кое е вашето видување за опозицијските политички партии, особено ВМРО ДПМН? Тие многу млитаво, многу млако не реагираја на овие предавства, на и во собранието, па и сега. Сега тие велат дека Преспанскиот договор е завршена работа за нив. Ако е завршена работа Преспанскиот договор, знаеме ние дека истата работа, цело време вие зборувате Преспански договор и Бугарскиот договор, дека се завиткани во една обланда, нели? Па тука треба кога зборуваме по мое мислење. Иако да бидам искрен, од време на време и ја го чувствувам тоа дека нели некако млако реагирање и така натака. Меѓутоа мислам дека тоа се должи на два момента. Едниот момент е шокот кој што ВМРО ДПМН го доживеа со шарената револуција и со драстичните мешања на странците во внатрешните работи на Македонија. И втората работа, што исто така има значење, тоа дека имате еден голем број на обвинителни акти против ВМРО ДПМН и неговиот имот целосно е замрзнат. Значи во секој време може да го блокираат и финансиски, така натака. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е дека сета на кампања што ја водеше заедно со снимките и така натака, го отпревна и симпатизерите и членовите на ВМРО ДПМН од партијата. И на ВМРО ДПМН му требаше време да ги преброди тие, да не зборувам нели за оние внатрешни судии, Сашо Мијалков, Никола Тодоров и така натака. Да, тие се уште се актуелни. Да, им требаше одреден период на време да се стабилизира, да сватат кај се. После тоа, да речеме, овој вординг што вас изучише млитав и така натака, тие се држат до тој вординг. Моја претпоставка беше дека не осетат моќта на партијата. Сега веќе, пона што го гледам последниве интервјуа нели и на Мицковски и на другите што се говорат на таа партија, веќе се сосема прецизни и јасни во однос на Бугарскиот договор. На Бугарија и така натака. Да. Меѓутоа така да мислам дека има поместување кај ВМРО ДПМН и тоа благодарејќи на локалните избори. А у суштина локалните избори представува, ако ги гледате резултатите, она што го зборевме на почетокот, тие представува некако да речем условно за мене, зборам сега, реакција на гласачите, но оно што србите го викаат ѓавој е однел шал. Шалата, да, смеата. Да, шегата. Ѓаволот е однел шегата. Значи, ситуација во која што голем број на поранешни или членови симпатизери на ВМРО сватија дека владата на Заев подготвува комплетно предавство и тие се вратија во ВМРО, да, around the flag situation, се обединуваме сите, а членовите на Социјалдемократскиот сојуз и симпатизерите, кога видоа со кого си имаат работа, се пасивизираа. И резултат на тоа се овие избори. Резултатот на овие избори е токму резултат на тоа, на таквото однесување во Македонија. Пред да одиме на Втората светска војна, да продолжиме понатаму, само ме интересира вашиот став односно видување. Зоран Заев самиот си даде оставка или беше притиснат од американците? Па, знаете што, не верувам дека бил притиснат. Мислам дека бараше начин да избега од она што им го ветил на бугарите, приватно. А сега овој што дојде анонимен човек да биде... тој не ни знае што е ветено. Видете, вие бевте во дипломатијата, знаете што е дипломатија, знаете што значи. Мислам, знаете многу јасно.
што значи на држава се стави прв човек Димитар Ковачевски? Не, тоа не може да се случи нигде у држава. Значи, тоа да не се лажем. Димитар Ковачевски можеше да дојде на местото на премиер во Македонија, благодарејќи на поддршката што Социјалдемократскиот сојуз ја има од ДУИ. Во нормални услови тој не можеше да биде. Да, меѓутоа што премиер. значи во наредните неколку месеци или речеме 6-7 година дена? Пазете, јас лично не верувам дека тој човек има капацитет да ја води владата, да ја води државата во крајна линија, зашто целата власт е во негови раце. Не верувам во тоа. И тоа ќе се гледа, секој ден ќе се гледа. Се гледа и во однесувањето со Бугарија, ќе се гледа и на внатрешен план, она што е пострашно на вршите, не дека е за подценување тоа што го прави, што се случи со Бугарија, меѓутоа ние имаме сериозни проблеми внатре во државата. Знаете што, мој впечаток, и ова само прв пат пред вас ви го кажувам јавно, ми се чини дека во Македонија е создадена ситуација на совршена бура. Вие имате огромни цени на електрична енергија висока, огромна цена на гасот, вие имате кој што ќе генерира не само зголемување на цените на сите производи и незадоволство кај населението. Вие имате незадоволство на синдикатот, ќе го слушате и вордингот на синдикатот каков е. Ние до сега такви зборови употребени од синдикални лидери немаме чуено во Македонија. Тоа биле секогаш повоздржани луѓе. За прв пат имаме вакви оштри, класни говори, да кажам. Вие имате ситуација дека еден добар дел од општинските институции, и во школите, и во музеите, и во спортските објекти нема да може да нема тока и буџети за да ги платат само се извинувам енергетските и цената на енергијата. Па еве да ги земиме паралелно и земјоделците, земјоделието. Немаат финансиски средства за гориво, немаат за тоа ви кажам, за нафта. Момент... Иако земиме во предвид дека тутунот не им се откупува, пченицата беше 6 денари по кило, грозието нели се сеќавате го историја кавадарчани, од Росоман тоа беа праските кејсиите, јаволката беа во Преспа ги историја. Значи ништо не се направи од Македонија. Од каде доаѓаат тие пари и оние вработени 150.000 администрација? Па добро, рачунете дека сепак луѓето во оваа држава плаќаат даноци. А од што? Па од све. Вие рачунете само акцизата, ние имаме акциза на цигари, имаме акциза на алкохол, имаме акцизи плюс ДДВ, плюс данокот на додадена вредност. Ние имаме еден клуб даноци, плюс прогресивен данок на примања и така натака. Имаат пари, не се за жалење. Логика прашање како ги трошат тие пари. Добро, ајде да се префрлиме сега, да продолжиме. Ако македонскиот народ нема да прифати дека Гоце Делчев бил бугарин, неоти Драги Георгиев е во комисијата, неоти Литовски беше Александар, неоти Ванчо беше во комисијата, па и Свети Ванчо да беше и кој сака нека е. Ние сме израстени и вие сте израстени, нашите родители ни кажувале за Илинденското востание, за Гоце Делчев и така натаму. Колективната меморија не можат да ни ја избришат така лесно и да сакаат. Меѓутоа, еве сега следната борба со Бугарија ќе биде Втората светска војна, дали се беа тие окупатори или беа администрација во Република Македонија. Или паралелно, ајде да направиме компарација што беа во Егејска Македонија. Во Егејска Македонија тие не стапнаја. Знаете што? Значи, тука е многу почиста работата. Бугарија има подпишано мировен договор со Југославија. Во Бледскиот договор, за него зборувате? Не, пред Бледскиот договор имаме мировен договор подпишано со Бугарија, каде што јасно стои кој кого нападнал, знаете. Македонија како наследник на Југославија е фактички сега потписник на тој договор. И има право. Ние тука немаме никакви... Бугарите што сакаат? Бугарите сакаат да ја представат тоа Втората светска војна на просторот на Република Македонија, сакаат да го представат како граѓанска војна.
Да, јасно. Че они не сакаат да зборуваме ние за Втора светска војна као војна меѓу силите на Антантата, нели, Тројниот сојуз и така натаму, да не збориме за цело тоа. Тие сакаат да го представат као граѓанска војна. Како судир, идеолошки судир помеѓу левицата на бугарските левичари во Македонија и бугарската десница која е во тоа време на власт. Значи тоа име они меѓутоа за жал за тоа не може да го направат. Имаат јасни документи, има јасна договор подпишано, признаено. Значи оние ако биле ослободители во Македонија не могат да плаќат репарации. Ни душе, ни Југославија се откажа од репарации да барајќи пари од ова, меѓутоа има договор. Значи тоа е чиста работа и они играат на картата на менталитетот на. Затоа ви кажувам, затоа се сомневам дека Зоран Заев и затоа ја напушти премиерската позиција. Они играат на картата дека тоа ќе можеме да го протуркаме лесно, затоа што Заев не е премиер. А Заев ни вети ова и ова и ова. Сега на кој начин, зашто им ветил, тоа веќе е друго прашање, но тоа има други кои да се занимаваат со тоа прашање. И мислам дека сега нема ни да дојдеме до таа фаза. Значи ние нема да можеме да излеземе од, да речам, 19 век. Нема да можеме никако да излеземе, а не да дојдеме до Втора светска војна. Зашто Втора светска војна е, гледано од аспект на македонците, Втора светска војна е најголемиот доказ дека ние не сме бугари. Ако во четите на ВМРО во 19 век, почеток на 20 век имало и луѓе што се декларирале дека се бугари. Ако сме имале војводи кои се декларирале дека бугари. Ние од 41 до 44 година, 45 година не има ни еден македонски револуционер, ни еден македонски партизан не се декларирал дека е бугари, нека се бори за Македонија. И за тоа имаме и огромна документација ние. Имињата на бригадите на Да, не беа ставени, пазете, македонските граѓани, затоа викам, нашата борба ние понекогаш, ние генерално се подценуваме. Меѓутоа, народно-ослободителната борба на Македонија е од аспект на едината на Македонија беше огромен исчекор за нас. Пазете, македонците до 43 година, зборам за обичните граѓани, не се придружуваа на одредите, на партизанските одреди. Затоа што они велеа, па ние за Србија ли да се бориме пак, па ли да бидеме под власта на Србија. Кога македонските комунисти сватија дека тоа не иде така, и тогаш излегува со паролата, нели, Македонија на македонците, тогаш излегува со имињата на батальоните, на првите батальони, да ги носат имињата на елинденците, и тогаш огромен број на население во Македонија се приклучија кон народно-ослободителната борба за да ја ослободат Македонија. И тоа што вие ги рековте, кажете, коледарските клања на Кале, тоа беше протест на војниците, зашто не сакаат да одат на Сремски фронт, туку сакаат да одат на Солун. Тоа беше целата историја. Сакам да кажам, ние имаме огромна сериозни аргументи. Целата политика на Бугарија кон Македонија да ја негираме. Меѓутоа, она што треба секогаш да бидеме последниве години на искуството што ни покажува, треба да бидеме со отворени очи за да не се појави уште некој Зоран Заев на власт во Македонија. Да, многу јасни сте околу тоа. Уште ќе го завршим ова интервју со следното прашање. На припомош на овие тешкоти кои ги доживува македонскиот народ од власта на Заев и заевци, македонците од Пиринска Македонија многу цврсто застанаа во одбрана на идентитетот, јазикот и културата, традициите, особено професорот Стојко Стојков и останатите со оние судски пресуди, професоре, колку се 14, 16? 14 пресуди. И еве многу гласни се деновиве овие изминатите 1 месец, 2, 3 месеци. Па знаете што? Тоа беше, ја тоа го имам кажано дека во Македонија, на македонските медиуми, тоа беше најголемата глупост што македонската дипломатија не се сконцентрираше, предпоставувам намерно, меѓутоа може и да биде и од незнаење, прифаќам дека може да биде од незнаење, на тие пресуди на Судот за човечки права во Страсбург, и не само на пресудите, врз основа на бугарското неисполнување на тие пресуди резултираше
со документи во Советот на Европа, значи со декларација на министри за надворешни работи на Советот на Европа и со закана кон Бугарија дека мора да ги исполни пресудите, во спротивно ќе преземат санкции. И сега место македонската дипломатија да се сконцентрира на тоа, затоа што вие ако имате македонско малцинство во Бугарија, а го имате, како барат бугари во Македонија? Ме разбирате? Значи, проблем беше што дозволувам нека биде 10-15% за да ја држам резерва дека може би и од незнаење да го направат тоа. Меѓутоа, се поише ми се чини дека не сака да го направат тоа, затоа што ви кажав, нема што да работат ако не почнат преговори со Европска унија, нема да знаат како да владеат. И затоа и ја го обвинив и председател Пендаровски, кога рече дека не можеме да се мешаме во внатрешните работи на Бугарија. Ние не можеме да се мешаме во внатрешните работи на Бугарија. Меѓутоа, ние како земја членка на Советот на Европа сме должни да бараме од сите држави во Европа, вклучувајќи ја Бугарија, да ги почитува пресудите на на Европскиот суд за човечки права. Значи, ако Унгарија некој прекршува или Романија или не знам која држава, Украина, ние имаме сосема право, бидејќи сме дел на таа институција, да побараме од таа држава и билатерално и мултилатерално да ги примени одлуките на судот во Страсбург. Така да ние како членка не збориме како билатерален судир со Бугарија, ние како членка на Советот на Европа треба да се бориме кој да било држава, вклучувајќи и Бугарија, да ги исполни тие пресуди. Добро, професоре, изгледа Македонија е единствена држава која се откажала од своите малцинства во соседните држави, а Бугарија дури нас не прескокна како некоја атлетска патека, отиде и имаат сега малцинство во Албанија. Затоа ви кажам, ние не смееме да се мешаме во внатрешните работи на други држави. Тоа е факт. Ама добро, ние се откажуваме за грижата за македонците, за тоа е нели. Тоа сега да кажам, значи. Да. Меѓутоа ние сакам да го објасните тоа, нели тоа и со Обединетите нации загарантирано и со Советот на Европа. Да, тоа сакам да го кажам. Меѓутоа ние како држава не може никој да ни забрани да им помагаме на нашите сонародници во другите држави, да ги поттикнуваме на соработка, да им помагаме и така натака. Па дури и да ги отвараме прашањата пред судот во Страсбург. Проблемот е повторно погрешното читање на изветоперување на што пише во нашиот устав, што го прави во овие последниве 5 години. Тоа е кај нас проблемот, знаете што. Граѓаните во Македонија... Што е извртоперија? Па дека немаме право да се грижиме за своите сонародници. Ние немаме право да се мешаме во нивните внатрешни работи. Доколку Бугарија како држава не признава национално малцинство. Во ред, го прифаќаме ние тоа. Меѓутоа, вие имате група на луѓе кои што се декларираат за македонци и кои сакаат да имаат свои културно-уметнички друштва, сакаат да зборуваат на свој мајчин јазик, сакаат да ги имаат другите привилегии. И тоа не можете да го ставите кој што го става Бојко Борисов во сепаратизам. И тука Македонија не може да забрани никој на Македонија ако сака утре 3 шлепера со книги да однесе од Пиринска Македонија и да му ги даде на Стојко Стојков. Да ги дели меѓу македонците. Тоа не може никој да го забрани. Ама кај нас велам, што од незнаење, што од неработење и во крајна линија од оно што е неморално ветено на Бугарија, ние тие инструменти не ги користиме. Ама ќе мора да ги искористат сега, пазете, сега веќе ќе мора да ги искористат, иако одбиваат со тешко срце, затоа што очигледно е дека ако владата прифати промена на уставот заради бугарите, позицијата на ВМРО-ДПМН е многу јасна. Се дека Бугарија не испочитува една одлука на ЧЖ, ние нема да прифатиме промена на уставот. А и тогаш прошто не да ќе прифатиме. Затоа велам, моја проценка е во суштина дека сето ова влага во еден, како да кажам, во еден ќорсокак. Добро, и да завршиме, како ќе заврши сето ова спрема вас? Па не очекувам дека ќе заврши многу наскоро. Прашањето ќе биде, може да биде евентуално развој на економска соработка, таа и така не беше попречувана од никого и до сега. Прашањата за историјата нема да се решат на овој начин.
доколку Бугарија не покаже желба за некаков компромис, да речем, генерален компромис, не знам за поедини личности, но генерален компромис, дека нема ова прашање да се реши, Македонија ќе го има постојано на врат бугарското вето, а во крај на ние прашање дали Бугарија сама тоа го прави или некои центри во Европа кои да се сакаат компензација за Европска унија да биде отворен Балкан. Па не знам, видете, не знам дали сте вие запознати со можеби малку надвор ова од темата што зборувавме денес. Во Америка се појавија конгресмени со идеја или предлог да се помени, односно да се реализира една одлука дека септември може да биде месец на македонците, американските македонци. Мене ми личи на нешто слично на 2004 година, кога ја признаа Македонија под уставното име за да помине територијалната поделба на Македонија. Па може би да не велам дека нема место и за такви анализи. Меѓутоа, од друга страна, знаете што они, колку што јас знам дека имаат секоја група, етничка група на иселеници во Америка. Америчката држава на еден или друг начин го признава тој ден као ден на, не знам, србите, ден на грците, ден на хрватите и така натака и така натака. Ние до сега бевме единствени од балканските народи кои што немаа свој ден. Знаете. Дали тоа ќе пројде во извршната власт во Америка? Знаете што таа предлог на конгресна резолуција да пројде во конгресот, ако не ја прифати Белата куќа, нема шанси да заживее. И така натака. Од друга страна, мислам дека повеќе немаат што американците да ни понудат на нас. Мислам дека Европска унија и за тоа они и нивните представници цело време зборуваат дека тие поддржуваат политиката на Европска унија, стојат за политиката на Европска унија, сака да ги олеснат диалогот, сака тоа, сака тоа, ама Европска унија. Мислам дека нас главниот проблем ќе ни биде Европска унија. Треба да причекаме до мај месец кога ќе заврши таа конференција за едината на Европска унија, да видиме што заклучоци ќе излезат, кој што најави председател Макрон, и после тоа да видиме што ќе се случи со Балканот. Сметате ли дека мислам дека треба да бидеме трпеливи? Сметате ли дека, додавам уште едно прашање, дека можат американците да поддржат кантонизација и федерализација на Македонија заедно со Британија и Германија? Не, тоа можат, тоа не е проблем никаков. Тоа може да поддржат, меѓутоа мислам дека знаете што? Да. Проблемот е што не сакам да бидам погрешно разбран ни од вашите слушатели, ниту пак евентуално и од македонците овде. Проблемот со кантонизацијата за мене, кој што ми беше јасно во кој правец иде Македонија, и ја тоа го имам кажано јавно, дека дуи сака кантонизација на Македонија, меѓутоа да бидам искрен, последнава година и пол, сум многу сумнителен кон тоа. Што ќе кантонизираме? Јас патувам многу често по Западна Македонија, одејќи некај Охрид. Таму, кога проаѓате низ селата, тоа е страшно, ако ми верувате. Што ќе кантонизират? Нема албанци. Тоа е пустелија све. Таму знаете што ќе најдете 10 души, може да ги видите, по улиците да се шетаат, друго нема ништо. Кичево е празно. Како Мариово во Битолско? Па добро, не е така како Мариово, има уште народ, меѓутоа не го немате тоа, знаете. Тоа е генерално, не дека и македонците не се селуваат и македонците, меѓутоа проблемот со албанците на Балканот е страшен во однос на миграцијата. Албанија, Рама дури повика да се преземат драстични мерки да запре иселувањето на албанците од Албанија. Косово исто така, и тој тренд продолжува и со албанците во Македонија. Така да мислам дека, не сакам да шпекулирам сега со бројки, тоа е работа на Завод за статистика, меѓутоа мислам дека она што се случува во Западна Македонија е сериозна депопулација на населението. Добро, професор, направивме еден саат интервју. Јас ви благодарам за се ова што кажавте, вашите ставови, видувања околу Гоце Делчев, околу
македонските и бугарските односи, па и грчките, па Европа пати, па Америка исто така. Благодарам многу и се надевам дека ќе бидете. Благодарам многу и ми беше чест да гостувам кај вас и да ме слушат и македонските селеници во Австралија. Имајте убава вечер. Поздрав. Ви благодарам, пријатно.